Копија на чекор да ја загуби титулата Европски град на културата, но во меѓувреме дефинитивно ја загуби номинацијата да биде Европска престолнина на младите за 2027 година. Иако градот стигнал до финална фаза од апликацијата, во извештаите стои дека откако интересот од градската управа магично исчезнал, младинските организации во знак на протест се откажале. Арсовска не ги удостоила ниту со средба, односно градската управа не се појавила на закажаниот состанок со представниците на Европскиот младински форум, на кој требало да се дискутира на оваа тема. Од Националниот младински совет обвинуваат дека градоначалничката целосно ја занемарила процедурата и во 5 до 12 ја откажала презентацијата на апликацијата пред комисијата, зашто стигна потврди од Европскиот младински форум. Неуспехот да стапиме во контакт и на самиот почеток да воспоставиме одржливо партнерство само ни покажа дека градот не е суштински посветен на младите и кандидирањето за оваа титула не е мотивирано од вистинската потреба за поставување на младите повисоко на листата на приоритети. Под голем ризик се става организацијата и реализацијата и на Скопје Европски град на културата за 2028-та, откако градските власти не доставиле извештај кој ги исполнува стандардите на Европската комисија и постои голема можност да се одземе правото на организација, што би било своевиден преседан за првпат од одржување на оваа манифестација. Одборот сакаше прецизни информации за тоа кој работи на културната програма, колку проекти од тендерските постапки беа потврдени во оваа фаза, како планирале да продолжат да ја развиваат програмата и врз основа на кои критериуми. Понатаму, одборот сакаше да знае кога градот Скопје очекува да обезбеди ажурирана програма и детален буџет. Представникот на градот Скопје ги спомена тековните културни активности кои се одвиваат во градот кои не беа конкретно релевантни за Скопје 2028 и не наведоа специфики за проектите поврзани со Европската престолнина на културата. Градскиот представник истакна дека ажуриран список со активности и програма ќе биде изготвен, но не беше утврдена јасна временска рамка. Можноста да се одземе статусот град на култура за 2028 година ги дигне граѓаните на нозе. Дел од нив започна иницијатива за собирање на потписи со кои би се одзело правото на организација на градот Скопје, зашто реакција има и од градската управа, која испрати демант и обвини дека се шират лаги и манипулации. Тврдењата дека градот Скопје ја губи титулата Европски град на култура и дека подготовките бележат значително одоцнење се неточни, манипулативни и шпекулативни. Напротив, процесите во исполнување на превземените обврски Скопје Европски град за 2028 година течат според предвидената и договорената динамика. Двете номинации на престолнината од страна на Арсовска не така одобна беа најавени како голем и значаен чекор, со кој се дава уникатна можност за афирмација и промоција на главниот град. Арсовска меѓу другото вети за стапеност на младински активизам и поголема вклученост на младите во носењето на одлуки во општината и целосна културна афирмација.